А сега е време да му посакаме добро утро и добре дојде на нашиот гостин. Добре дојде, особено со оглед на тоа што ни доаѓа од друг град, поточно од Куманово. Добро јутро, добро ни дојдовте. Добро. Си имаме на гости режисер да ја најави нова премиера, што е убав свечен момент. Оваа недела ќе биде премиерата, што значи веќе сега горе-долу се е завршено, сега останува на усчекување на главниот судија наречен публика, така да видиме што ќе каже тој. Нека ви е честито, со среќа и со успех. Добар ден, добро утро, добар ден, благодарам на поканата. Мора да признам дека сте единствена телевизија од национално ниво што не каните и многу сум благодарен што сум дел од вас. Инаку премиерата ќе се одржи на 24-ти, во четврток, во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Нека поведат граѓаните. Да. А сега во продолжение ќе слушнат на што е тоа на кое што ги каните. Повели, Рена. Да. Ти благодарам Искра за убавата најава. Значи ја представуваме, ја најавуваме представата Е кам Липаја или Со љубов. Е кам Липаја по ромски, Со љубов на македонски. Вие кажавте ќе се случува премиерно на 24-ти во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Само да кажеме дека оваа представа е во изведба на Ромскиот културен центар Птици, е мюзикл, кој што е напишан по книгата на вашиот татко, господинот Дуро Јашаровски, а во режија на нашиот денешен гостин, магистар Орхан Дуров Јашаровски, единствениот дипломиран актер и режисер Ром во Македонија. Така е, да. Така ми кажавте на почетокот и сакам тоа да ви го кажам во оваа најава. Да позборуваме за почеток. Кажавме дека ќе биде мюзикл, дека ќе биде представа. Вие сте овие денови активно на пробите и ми испративте и фотографии нели од пробите, кои што ќе ги видат гледачите и подоцна. Која е темата на представата? Што само ако дозволите малку да не заборам, јас сум инаку вработен во Центарот за култура Трајко Прокопиев, но не како актер и како режисер, маркетинг и односи со јавноста. И голема благодарност до директорот Сашо Тодоровски, што одвои време, бидејќи имаше фестивали и малку процесот се разлече, тој ни дозволи, ние најдовме простор. Голема благодарност до моите колеги од техниката, што ми дадоа огромна подршка, иначе немаше да се случи 24-ти. Работиме на многу фронтови. Еве, утре нашиот театар Кумановскиот патува во Виница со љубовна терапија. Сега малку го реклама и за мојата работа. А инаку Ромскиот театар Чирикља Птици официјално е формирано 2008 година. И ние како тако, како здружение, како аматери наводно, сме соработувале со многу други театри во Македонија. Имаше театар Рома, театар Пралипе, но сега полека тие изумреа. Остававме само јас и господинот Бранислав, тој сега ќе прави фестивал. Ама што, тој бара пари за фестивал 2000 евра и ние кога бараме поголеми средства за представа, секогаш нема пари. Да не заборавам, значи Министерство за култура не финансира со 120.000, градот Куманово со 50. Па сега замислете у Македонија што може да се направат со 150.000, но... Ама вие сепак успеавте. Ние се трудиме. Предавате, да. Ајде сега за поубавата страна малку да зборуваме, да кажеме велики мюзикл, да кажеме која е пораката што сакате да испратите на публиката. Самиот наслов говори Е кам Липаја, значи со љубов, бидејќи многу сум работел психофизичен театар, секогаш нели страдањата на ромите. Кога го читав татко ми, тој пред 40 години напишал, викам Коле Чашури, што е ова? И на идеја на жена ми, инаку таа е професор по пијано и таа е заслужена 90% за ова што ги собра децата, решивме преку песна, ова е мој прв мюзикл, преку песна со љубов, индиректно подводно Чехово, да покажеме дека не само ромскиот народ, не само ромската култура е во изумирање, но и македонците, ние сме у еден искош, не гледате, бугарите не признават, грците не признават, само тоа што ние не го гледаме. А ние сме роми тука, сега, сме признаени, ама колку роми работат во институции, во убави места, може би за критика си нашите ромски политичари, но тоа е друга тема. Значи, главната тема е со љубов, како да дојдеме до нашите права. Така.
Сега фер и редно е да ги споменеме актерите, учесниците кои што ќе бидат дел од оваа представа. Имате список еден цел. Така, јас мора да се заблагодарам на прво на моето семејство, значи жена ми и трите мои деца. За големата поддршка, така? Да, син ми свири на пијано, Василија се занимава со танците, она донесе пријатели од гимназија, од средни училишта, Ана, таа е прекрасно свири на виолина, Тамара пее, Анабела, Теофанија и Адем. Тоа се плюс гости. Сега ова нема да биде класична представа, значи, или перформанс каде што публиката влегува, се гаси светлото. Ние направивме една фатка, моите колеги од светските работници ќе ми помогнат. Значи, целиот тој перформанс ќе биде како проба. Значи, ние знаеме дека тоа не е проба, публиката ќе дојде, бидејќи децата имаат трема, јас тоа го видов, и како професионален, зошто да не влезам да им помогнам, бидејќи ги гледам, многу се чувствуваат со мене посигурно. Дури и Борче... Само, вака, бидејќи имаме и фотографии подготвено, а фотографиите се баш од пробите. Така, да. Вчера ни ги испративте, па може додека зборувате за ова, еве и гледачите да видат како изгледаат вашите проби. Продолжете се. Значи, целата екипа хумано ми помогна. Значи, човекови ресурси, правник, тој вика, јас ги направам договорите. Сенскиот работник, Боби, Јоце, да не се навредат сите, значи, сите дават максимум. Ако ми фали некој костим, колешката, еве, ова го имаме на располагање, еве, ова, значи, голема благодарност до нив, затоа што, ако не беа тие, може би немаше да се случи премиерата на 24 во четврток во 8 часот. Има интерес за представата? Па, обично, јас досега секогаш сум играл на полни салони, представата ќе е камерна и никогаш не сум напаќал. Значи, кога станува влезот збор... е бесплатен, така? Да, влезот е слободен, секогаш, значи, фалат столчења или места. Таква ми е судбината, секогаш да играм на полна публика. Одлично. Орхан, вие сте, кажавме, значи, единствениот дипломиран актер. Така, и магистар по режија. Сега сака малку да зборуваме и за вашата, вие како актер и вие како режисер. Да ве представиме така. Имате глумено во повеќе филмови, во театар, ве прашав претходно, каде се наоѓате повеќе? Дали се наоѓате повеќе во филмот или во театарот? Ми кажавте театарот, така? За жал, да, театарот ми е прва љубов. Јас кога у Бугарија, кога завршив 99-та година, си викам, абе, ромче, која ромкиња ќе ме земе да дели да гледа сцени на сцена, и под притисок од родителите се запишав на магистерска степен режија. Таму се запознави со вашиот директор Јани, да го поздравам и него. Се очекуваме и утре наутро во тој филм Македонија, само тој филм учествував, за жал. Тоа стана сосема спонтано, една колешка Кети, актерка, дојде, Орхан, да ме научиш на ромски. Јас, као на шала, викам, ако има улога за мене, ќе дојдам, и после така и влегов. Требаше 2 дена да снимам, стана 6, и екипата ме прими супер, бидејќи ние сме професионалци, точни на време. Тоа е најважно. Филмот е филм, но театарот е... Си има своја магија, друга нели? магија, така е, друга магија. Друго е кога имате контакт, интеракција со публиката. Едва чекам да се играте повторно на сцена, така? Сега, бидејќи сте и режисер, сакате повеќе, каде се наоѓате повеќе? Како актер или како режисер? Па кажа, прва моја љубов е актерство. Актерство, така. Значи, тука. Сега како актер, имате настапувано на повеќе фестивали, имате добиено повеќе награди. Сте настапувале и во Македонија и надвор. Долги години сте, 99-та до сега. Значи, од 2018 година почнав да експериментирам малку со танците, и од 2018 година па наваму, значи, немам фестивал кај што немам добиено награда. Посебно беше у Пловдив, у Бугарија, дури бугарите сакаат да не исичат, како да го кажам, како да се изразам, да не саботираат. На среде представа ни стема струја.
На среде представа ни стрема струја, но тука е тоа искуството, јас бидејќи бев на пултот за осветлување, разбрав, излегов со телефонот, бидејќи го познам перфектно бугарскиот јазик, ги замолив да ги вклучат телефоните. И така да се... И жири комисијата на крајот вика, чекате, ние не разбравме. Тоа така ли треба да биде во представата? Викам, не, госпожо, викам, некој не иска се тока, некој не... И тоа всушност дефект се претвори в ефект и ние добивме Гран При награда во Пловдив. Ете што си прави искуството, така и како актер и како режисер. Сега кажавте дека пред да влеземе во студио дека направивте исклучок, оваа представа нема да биде на ромски, Екам ли паја ќе биде на македонски. Има само еден дел ромски, така? Да, кога барав низ архивата го најдов гласот на татко ми и тоа е малку така потешко. Мора да признам, овој процес ми беше еден од најтешките процеси. Зашто? Така чувствително, тој има една негова поезија Јас сум мост, нели, и со тоа ќе почне ќе заврши представата и внимателно ги избирав песните. Песните се на англиски, шпански, еврејски, значи се има, само ромско го нема. Ромското го нема и не знам, чувствителна е публиката, ако имате можност, или јас ќе сте имам, па ќе ви испратам материјал, таа најубаво ќе оцени. Таа уствари најдобар критичар за се. Но многу внимателно се изберени песните, каде што, значи, нема возичка. 55 минути минуваат на еден здив. Од музичко семејство сте, односно и актерско семејство. Дома ви е, предпоставувам, многу весело. Кажавте, сопругата е професор по музика. Да, таа е гркиња. Значи, ние сме... Од секаде. Од секаде и јас немам граници. Значи, сестра ми е докторка мажина во Бугарија, за бугарин. Јас женен со гркиња. И јас светот го гледам по многу друг начин. Значи, кога ќе слушам на телевизија ова, нели, бугари, грци, многу ми паѓа тешко затоа што не е се така. Значи, не е се така. Луѓето треба малку повеќе да читаат, да се образуваат, да идат у театри, да идат на опери, да се дружат. Не е само да дојде август, да одиме у Грчка, да им оставиме пари, да се избавиме. Треба да стекнат пријатели, да видат дека не е се политика. Да. Како режисер работите со актери. Колку ви исполнува оваа работа режисерска и ми кажавте дека сакате со млади актери да работите? Да, видите, да не заборавам, другата недела јас имам премиера у Паланка, Крало Тиби, треба да го поставам, тоа е на државно ниво. Скромни пари, 45.000 денари, само за горе, но за инат ке работам. Ама кажавте, кажавте за инат ке работам. Бидејќи децата се како памук, значи многу е полесно. Сега, почетокот на работа мене не ме прима, сега ромче, па доаѓа, па и образовано, додека сега кога видоа што човек сум, каков човек сум, бидејќи ја потекнувам од ситуирано семејство, ја не зависам од плата, и кога видоа како можам да ги дружам, јас упаѓам да кажем у Бугари, кој идеме у Ловеч, и колегата немал пастош, ја пуштам музика. Тоа сум учил, ја не знам да дзидам, тоа знам. Че можам да пуштам светло, можам музика, можам да влезем како актер, и кога веќе видоа дека се работи, едва чекам со мојата екипа да направам нешто професионално, нешто големо, типот на 3 сестри. Еве, онда пред ќе кажам, ќе се откажам од хонорарот. Мојот директор вели, има конфликт на интереси. Секаде во Македонија може да режираш, но тука не. Еве, ќе се откажам од хонорарот, ќе го донирам ова, само да ми даде шанса. Бидејќи од мојата академија што доаѓам јас, има многу врвни имиња у Македонија, да не ги спомнувам сега. Значи, од исто школа доаѓаме и занет, и едва чекам да запливам у професионални води. Да. Вие сте и режисер, нели кажавме веќе неколку пати. Каков е интересот или зошто сте можеби единствени, зошто сте единствениот дипломиран режисер? Не сакаат ли младите роми да одат да бидат дипломирани актери, дипломирани режисери? Од 99-та година до сега многу време, а сте единствениот. Нема ли интерес? Има интерес, како нема. Има интерес, само што не им се укажува шанса. Нема шанса. Да.
повеќе во музиката, претпоставувам, така? Мамо и таму нема, еве видете да кажеме, сега немате погрешно да ме разберете, ја немам нека да кажам ништо ни против албанци, ни против турци, но ние немаме катедра за ромски јазик. И кај одиш понатаму. А може да се направи. Може да се направи, само треба малку политичарите да обрнат внимание. Значи има кадар, понапред нема кадар, сега има дипломирани актери, Санела Емин, не ми текнува уште кој таму, Ојо Тетово, Дженгис, Хусейн. Има 5-6 дипломирани, значи може да се отвори класа, ако не друго класа. Може многу работи да се направат, но политиката нема слух. Кажавме ќе оставиме политиката на страна. Овде се изборуваме за убави работи. Покрај представата, работите уште неколку, една или две представи плюс. Да. Кои би се идните планови? Што би сакале во иднина да работите? Имате ли можеби еве некоја визија, ќе се да режирате вие некој можеби и филм, зошто да не? Или повеќе се гледате како режисер во представи? Па не би сакал сега да откријам. Јас сум повеќе човек на судбината. Како што влегов случајно утре наутро кај Јани, се надевам дека ќе дојдат и нашите 5 минути со Господ, напред како пишал Господ. Сега за сега не се планира ништо. Да. Сега сакам да ве прашам приватно. Кои филмови сакате, кои жанрови сакате да гледате? Научна фантастика. Одите ли во театар? Научна фантастика обожавам, тоа ме релаксира, а индиската музика ми дава стимул за театарска представа. Одите ли во театар приватно? Одите ли имате ли време за да се посети може Секогаш наоѓам време и тоа не само во Македонија, одам значи во Грција, Србија, Бугарија, да видам до кај се колегите и морам да кажам дека многу заостануваме. Зашто сега не зборувам за ромска драма, зборувам за општо како цело. Многу сме назад. Значи, у еден професионален театар се пуштаат од 800 до 1.000.000 денари, каде што нема колегите погрешно да ме разберат, си стават дебели хонорари, сценографи, костимографи се крпат, значи министерот сега новиот тој е актер, тој знае, тој треба да обрне многу повеќе внимание на тоа. Кога можам јас да направам представа со 150.000, значи со тие пари би направил 4 или 5. Значи не е се во квантитетот, треба да се види квалитетот, а луѓето одат кај што има многу пари, таму порекога се губи и квалитетот. Значи кога ќе почнат да значи видите сега јас кажав пак немам ништо против, но некој режисер вработен у друг театар, тој доаѓа кај нас и зима дебел хонорар. А ние имаме вработени режисери кај нас. Зошто нашите режисери не одат у други театри? Значи, тоа е, ако ме поканите наредно, на театар може да збориме. Да. Ајде да си се вратиме уште еднашка на представата, да ја најавиме уште еднаш представата. Само да прашам колку време работевте на мюзикл, колку време ја подготвувате? Месец и пол дена. Не знам дали да го спомнам, но ајде ќе кажам. Ајде, рековме како се чувствувате. Требаше јуни и јули да се случи, но за жал почина мајка ми и затоа тоа се одлучи. После требаше 2 недели децата да се вратат у ритам и така. Сега се случува тоа. Значи овие се актерите се кажавте деца? Да, од средни школи, да, и од основни имат. Христијан Карпатош од гимназија. Мешани се? Мешани се, да. Повеќе етникуми, така и македонци. Да. Добро, уште еднашка, ако останавме нешто недокажани, докажете се, еве, имаме уште малку можеби време. Ако сакате уште нешто да кажете во врска со представата, или едноставно да ги повикаме сите заинтересирани да дојдат, влезете слободен, како што кажавте, во четврток, 24 октомври, во 20 часот. 20 часот, Центарот за култура Трајко Прокопиев. Уште една голема благодарност до сите мои колеги кои што ми даваат подршка. Така е. И ние остануваме отворени за соработка. Кога имате некоја нова представа да најавите, некој филм каде што ќе настапувате, слободно повелете.
и ви посакувам многу успех во понатамошната работа. Ви благодарам. Успешна представа. Ако имаме можност кога дојдеме до Куманово, ако не, сите кумановчани и сите кои што се во околината на Куманово, нека дојдат и нека бидат дел од оваа преубав мюзикл Екам Липаја со И јас би ве известил, не знам точно кога Бранислав ќе го организира театарското ромски фестивал тука, не знам. Но ќе ве известам и ако сакате можете да дојдете тука да видите. Тој мислам дека има 4-5 држави доаѓаат. И еве тоа е плюс наредните 2-3 недели мислам дека ќе се случи тоа. Така. Благодарам на гостувањето. Благодарам Среќен на вас. пат назад до Куманово, да се враќате на вашето работно место и се гледаме во наредна прилика. Посакувам успешна представа.